I like to move it, move it. 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 You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to. Welcome to the big show. Драги гледачи и љубители на кошарката на МТМ телевизија, здраво и добродојавте во петото издание од третата сезона од проектот МТМ Кошаркарска лига. Денешната програма ја започнуваме со три доста квалитетни надпревари кои се одиграа во спортската сала Македонија Ѓорче Петров. Освен надпреварите во денешното издание, уште ќе гледате и кои се најдобрите 5 потези од ова коло во рубриката Топ 5, а крајот на емисијата секогаш го посветуваме на тоа што не очекува следната недела. Први кој го отворија ова трето коло кај генерацијата 98-99 се тимовите на кошаркарскиот клуб Карпош Соколи и кошаркарскиот клуб Квиско Баскет. За Квиско Баскет настапија Љум Сали, Никола Здравевски, Виктор Николовски, Саше Спирковски, Марко Настовски, Никола Мирчевски, Дарко Настовски, Виктор Илиовски, Тони Симуновски, Димитар Митровски, Кристијан Костевски, Далибор Петровиќ, Андре Серафимовски, Кристијан Кондратјук, Никола Илиовски, Тихомир Николов, Алекса Алексовски, Андре Деовски, Лиран Сали и Канита Сали. Тренер на екипата е Виолета Здравковиќ. За Карпош Соколи настапија Андри Билјановски, Максим Митевски, Јане Джингов, Виктор Славковски, Димитар Атанасовски, Кристијан Поповски, Јане Билјановски, Димитар Терзиевиќ, Дамјан Зечевиќ, Андреј Маженковски, Тино Крстов, Давид Гајдов, Дамјан Николич и Димитри Павловски. Тренер на екипата е Горан Костовски. По почетното испитување на силите, до првите поени стигнаа кошаркарите на Карпош Соколи кои уште на стартот на надпреварот направија солидна предност и победува со 10:3. Сепак кошаркарите на Квиско Баскет во продолжението на надпреварот заиграа подобро и ја подобрија реализацијата, што резултираше до стигнување на водството и изравнување на резултатот на 10:10. Со овој резултат заврши првата четвртина од надпреварот. Во вториот дел Карпош Соколи заигра многу подобро, нешто слично како на самиот старт на надпреварот и со серија поени повторно се одлепи резултатски. Кошаркарите на Квиско Баскет нема решение во своите напади кои воглавно неуспешно ги завршуваа во овој период, што резултираше со зголемување на предноста на Карпош Соколи која достигна да биде и двоцифрена. До крајот на овој период остана високата предност на Соколи, која изнесуваше 9 поени, а резултатот беше 22-13. Со 12:3 Карпош Соколи ја доби оваа четвртина. Во третиот дел, слабата игра на Квиско Баскет продолжи. Грешките беа се почести, па затоа и поените во противничкиот кош изостанаа за Квиско Баскет. Тоа го користеа кошаркарите на Карпош Соколи и дополнително ја зголемија предноста со 8:3. Соколи ја доби и оваа четвртина и пред стартот на последниот период од играта имаа висока предност од 30:16.
И во последниот период од надпреварот не се случи ништо особено, кога веќе се знаеше победникот и двете екипи играа малку поотворено, па така поени имаш и на двете страни од теренот. Сепак кошаркарите на Карпош Соколи ја одржаа предноста до крајот на средбата и заслужено стигнаа до новата победа. Со 8:7 Соколи ја доби и оваа четвртина и резултатот на крај беше 38-23. Кај победниците со 10 поени најефикасен беше Дамјан Николич, 8 постигна Димитар Атанасовски, а по 4 поени дадоа и Димитри и Јане. Кај поразените, Квиско баскет со 8 поени најдобар беше Никола Илиовски, 7 постигна Тихомир Николов, а 4 поени даде и Марко Настовски. Наградата од нашите пријатели, Агенцијата за млади и спорт, ја доби Димитар Атанасовски од тимот на Карпош Соколи. Јас сум професор Александар Туфекчиевски, председател на Федерацијата на училишен спорт на Македонија, а вие гледајте МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Лазар Публовски, директор на Агенцијата за млади и спорт, а вие гледајте МТМ Кошаркарска лига. Здраво, јас сум Војан Саносев и вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Здраво, јас сум Дарко Соколов, а вие гледајте МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Предраг Самаджиски, кошаркарски репрезентативец на Македонија, а вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Марин Докудовски, гледате МТМ Кошаркарска лига. Гледајте МТМ Кошаркарската лига ексклузивно на програмата на МТМ телевизија. Во вториот надпревар од третото коло во МТМ Кошаркарската лига во генерацијата 98-99 се среднаа тимовите на кошаркарските клубови Илинден и нашиот нов учесник во Кошаркарската лига кој ни доаѓа од Тетово, кошаркарскиот клуб Dream Team. За Илинден настапија Јован Велковски, Давид Крстевски, Владимир Ѓурковски, Никола Стојчевски, Никола Трајановски, Виктор Ангеловски, Бора Атанасов, Димитар Тасевски, Адриан Игнатовски и Бојан Трајковски, тренер на екипата Александар Николовски. За екипата на Dream Team од Тетово настапија Беким Бајмак, Кристијан Трифуновски, Дон Точи, Богдан Младеновски, Флоријан Синани, Христијан Џогов, Ерлис Рамадани, Едис Рош, Бојан Ончевски, Бени Шакири, Давид Јовановски и Рамис Алити. Кошаркарите на Dream Team одлично го отворија надпреварот и уште по првите неколку минути се стекнаа со солидна предност. Сепак финишот на првиот период им припада на кошаркарите на Илинден кои се своја серија истовремено одговорија соодветно на серијата на Dream Team. Илинден се доближи до резултатот на Dream Team, но сепак првата четвртина остана со предност на дебитантите во нашата лига, кошаркарскиот клуб Dream Team од Тетово. Резултатот на семафорот гласеше 13:10. Во вториот дел кошаркарите на Илинден продолжија каде што застанаа. Тие беа кошаркарите кои повторно направија серија од 5-0 и за прв пат на преврот имаа водство од 15-13. Сепак кошаркарите на Илинден тука и застанаа како да ги потрошија своите сили за позитивно да го добијат првото полувреме. Кошаркарите на Dream Team тоа го казнуваа на свој начин и повторно го превзедоа водството. Со нова серија Dream Team полека ја имаше контролата на резултатот и по првото полувреме имаше водство од 26-17. Со 13:7 Dream Team ја доби и оваа четвртина.
Во третиот дел кошаркарите на Илинден на секој начин се обидуваа да ја достигнат разликата на Dream Team, беа поангажирани и поборбени на теренот, ги искористија сите грешки на Dream Team и оваа четвртина ја добија со 16:13, најефикасна од почетокот на надпреварот. Илинден имаа негатива од -6, а резултатот пред почетокот на последната четвртина беше 39-33 за Dream Team. И во последната четвртина кошаркарите на Илинден немаа сили докрај да го достигнат резултатот на Dream Team. Помалку и изморени од фуриозната трета четвртина каде ги истрочија сите сили, немаа доволно концентрација да ја одиграат на тоа ниво и последната четвртина. Игра колку што можеја, но сепак кошаркарскиот клуб Dream Team од Тетово го зададе последниот удар и ја зголеми преноста на +10. На крајот, тимот на Dream Team стигна до победата во првиот настап во МТМ кошаркарската лига. Со 14:9 Dream Team ја доби последната четвртина, но го доби надпреварот со 55-42. Со 19 поени најдобар на надпреварот беше Флориан Синани, 8 постигна Бекин Бајмак, а 7 Бени Шакири. Кај Илинден со 13 поени најдобар стрелец беше Виктор Ангеловски, 8 постигна Владимир Бирковски, а 5 Јован Велковски. Наградата од нашите пријатели, Агенцијата за млади и спорт, компакт дискови од последниот проект Најдоброто од Македонија, ја доби Флориан Синани од кошаркарскиот клуб Dream Team. Добар ден, здраво, јас сум Крстевски Милан, тренирам во кошаркарскиот клуб Соколи, вие гледате МТМ кошаркарска лига. Здраво, јас сум Филип Пецовски, тренирам во кошаркарскиот клуб Соколи, 97 година сум, учам во основното училиште Димо Хаджидимов, вие гледате МТМ телевизија. Јас сум Стејановиќ Бојан, а вие гледате МТМ кошаркашка лига. Јас сум Горан Коджич, а вие гледате МТМ телевизија. Михаило Поповиќ, а вие гледате МТВ кошаркашку лигу. Јас сум Тихомир Џикиќ, вие гледате МТМ кошаркашку лигу. Гледајте МТМ кошаркарската лига ексклузивно на програмата на МТМ телевизија. И во последниот надпревар од денешната програма се средна тимовите на кошаркарскиот клуб Академија Баскет и АБП Сталоци. За АБП Сталоци настапија Петар Наумовски, Борјан Апостоловски, Јован Бојаджиев, Димитар Чакар, Александар Балинда, Филип Десковски, Горас Димовски, Андреј Ладжајков, Дамјан Спиридоновски, Матеј Ефремов, Михаел Гинчев и Филип Цветовски. Тренер на екипата е Марко Трајковски. За Академија Баскет настапија Марио Николовски, Александар Коларич, Оливер Велјановски, Филип Нанков, Виктор Митревски, Ненад Тодоровиќ, Иван Балов, Миле Трајковски, Димитар Тасевски, Мартин Павлов и Александар Стаматовски. Тренер на екипата е Зоран Балов. Уште на самиот почеток на надпреварот кошаркарите на АБП Сталоци први поентираа преку Петар Наумовски. Академија Баскет како се уште да не беа доволно загреани, па своите обиди во голем дел од првата четвртина не ги користеа.
Во таквата нивна игра кошаркарите на АБ Песталоци беа поконцентрирани и своите напади успешно ги завршуваа. Тотално катастрофална прва четвртина за Академија Баскет, која постигна само 3 поени, а прими дури 18. Во вториот дел, кошаркарите на Академија Баскет ги консолидираа своите редови, ја затврсти одбраната, која одлично функционираше, но сепак нападот не беше толку успешен, но за разлика од првиот дел, подобро функционираше. Кошаркарите на АБ Песталоци ја немаа таа поентерска моќ, како во првата четвртина, па така тројно помалку поени постигнаа во оваа четвртина. Со 8:6 Академија Баскет ја доби оваа четвртина, но резултатот беше во полза на АБ Песталоци, кои имаа предност од 13 поени, 24-11. Во третиот дел се случуваше нешто слично како и во вториот дел. АБ Песталоци го контролираше резултатот, а Академија Баскет се обидуваше на секој начин да ја намали разликата на АБ Песталоци. Академија Баскет стигна и до -8, но АБ Песталоци до крајот на овој период повторно ја направи разликата до цифрена и пред стартот на последната четвртина имаше предност од 31-20. Академија Баскет повторно ја доби оваа четвртина со 9:7. И во последната четвртина гледавме израмната кошарка каде поени имаше и на двете страни. Не се случи ништо посебно, кошаркарите на АБ Песталоци рутинирано ги одбранија сите напади на Академија Баскет и на крајот заслужено ја однесоа победата со 36-26. Академија Баскет во првата четвртина го загуби надпреварот, каде на противниците им дозволи и премногу поени во својот кош. И оваа четвртина им припада на Академија Баскет со 6:5. Кај победниците со 13 поени најдобар беше Борин Апостоловски, а по 6 коша постигнаа и Димитар Чакар и Дамјан Спиридоновски. Кај Академија Баскет со 9 поени најдобар беше Марио Николовски, 5 постигна Ненад Тоторовиќ, а по 4 поени дадува и Иван Балов, Александар Коларич и Мартин Павлов. Наградата од нашите пријатели Агенцијата за млади и спорт ја доби Борин Апостоловски од АБ Песталоци.
Јас сум Александар Стаматовски, а вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Максим Митевски, тренирам во кошаркарскиот клуб Соколи, вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Иван Балов од кошаркарскиот клуб Академија Баскет, а вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Жиновски Ѓорѓе од кошаркарскиот клуб Академија Баскет, а вие гледате МТМ Кошаркарската лига. Здраво, јас сум Андри Становски од кошаркарскиот клуб Академија Баскет, а вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Гледате кошарка на МТМ телевизија. Јас сум Костовски Горан. Поздрав. Јас сум Зоран Балов, тренер во кошаркарскиот клуб Академија Баскет, а вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Трајковски Марко, тренер на кошаркарскиот клуб Академија Баскет, а вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Ана Тантуровска, а вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Гледајте МТМ Кошаркарската лига ексклузивно на програмата на МТМ телевизија. Следува рубриката Топ 5, каде ќе ги видиме најдобрите 5 потези од ова трето коло од третата сезона во МТМ Кошаркарската лига кај генерацијата 98-99. Јас сум Тони Гарчаров, член на ККМЗТ Скопје, а вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Димитар Мираковски, член на КК Работнички, а вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Здраво, јас сум Дамјан Руев. Јас сум Стефан Тасевски. Здраво, јас сум Борис Семански. Здраво, јас сум Петар Жиковски. Вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Јован Марковски, а вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Гледајте МТМ Кошаркарската лига ексклузивно на програмата на МТМ телевизија. Тука, почитувани гледачи, ќе го завршиме ова пето издание од МТМ Кошаркарската лига за сезоната 2012-13 или 45-та емисија од почетокот на нашиот проект. Премиерата на емисијата секогаш е внедела со почеток од 11 часот и 30 минути, а да не ги забораваме и репризните изданија во понеделник од 14:30 часот и во четврток од 12 часот и 10 минути. Воедно упатуваме и апел до сите кошаркарски клубови и деца кои сакаат да се вклучат и да учествуваат во нашата кошаркарска лига, да се јават на телефоните на кошаркарски клуб Академија Баскет 078 211 279 и 072 243 264 или да пратат мејл на academiabasket@yahoo.com или да ја посетат нашата Facebook група. Доколку временските услови дозволат, ние, почитувани гледачи, повторно се гледаме и следната недела со надпреварите од нашата лига, која ексклузивно се пренесува на програмата на МТМ телевизија. Поздрав! I like to move it, move it. 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 You like to